Ејо, добро утро, чичиња, како сте? Добродојавте во ново видео, јас сум Плагица. Океј, кадам појде на Јанко, нема везе. Некој ми го спомна у коментари, Јанко бев да го видам, па за тоа сега, не знам, нешто, како крадам фори неки, нешто, глупости. Нема везе. Кој што може да видите според насловот, денеска ќе гледаме видео каде што ќе пробаме да не го тргнеме погледот на страна. Претпоставувам дека се страшни видеа, така да пробајте вие со мене заедно да го направите овој предизвик. Ако ви се свиѓа видео, оставете лајк уште на почетокот и обавезно да следите ме на Инстаграм долнацата Дамјан. Имате линк во дескрипција доле, стиснете, следите ме, оставете лајк на видео и обавезно мамнете го сабскрајб копчето ако сакате уште вакви видеа. Така да, ако сте спремни вие за видео, ја не сум, ама вие ако сте спремни, може да би можеле да почнеме да го гледаме. Или да не почнеме. Па ајде почнеме, што има везе. Пробај да не го тргнеш погледот на страна, да ги убацам само слушалките и сме спремни да почнеме со гледање. Заборив дека предизвикот не беше да гледаш на страна. И сега изгубив. Браво бе, Дамјан бе, изгубиш од од старт. Изгубив. Добро, не се лажи овој, не се од почеток почнувам, заборив дека е таков предизвикот. Ќе пробам од сега така да не гледам. Да не го вртам погледот на страна, така да продолжуваме. Сега тука гледаме некоја жена, заокружена со црвено, во зад колико. За малце не ја лупна, тоа беше многу близко. Го собра цел семафор. Добре, стана човекот, не води добре. Добре, пополека почнувам да ја сваќам фората на овој предизвик. Па да ќе успеам. Ќе се напијам вода. Нажно да го отворам шишет, батали. Уј! Сум гледал трки и сум играл игри, вака е на игрите, у трка вака не би требало да се дешава, вака на игрите притисуваш, не притисуваш уживо, вау. Не е нешто страшно да ми изоде од памет, пошто не очекував да се појави така од нигде најнаш формулата преку главата. Еј брат, шо приш, драво, бај, чао. What? Ај кула! Ај кула има во водата и овој си седи доле, братов, не нормално. Че? Не е нормално. Има ајкулата у кава до него голема и овој си седи внатре кој да му е другарка. Како вришти, ова не е страшно, зашто да тргна поглед на страна, ова е поише смешно, ова нема везе. Зашто пробуваат да ги притицуваат вака колите? Не е баш добриот начин за да притицаш кога не можеш да видиш дали од другата страна иде кола или не, ама добро ти си знаеш дали сакаш да тицаш или не сакаш да тицаш. И ако нешто се деси, па... Тоа. Не знам што беше тоа и не сакам да знам што беше тоа. Идеме понатаму. Како успеа мостот цел да се сруши? Мола? И тука сите четворица продолжува да се лизгаат надоле доле. Сите паѓаат доле умираат. End of story. Како уопште успеа да се... Зашто се пуштал така? Гледај. Let's blow some shit up. Океј, чим е рушин, знам дека ќе се дешава нешто глупо.
Ова е више опасно. Get down! Уј, брат! Stu! Дали се нормално што претрчува да се трка? Каде идеш, дуд? Каде идеш, брат? То гледај кај си, ало. Не ми е јасно зашто ви претрчал баш во овој момент тука на другата страна, да нема таму бесплатни колачиња да се дела, па ти да претрчаш побрзо, да не снема случајно од колачињата. Па почека да помине колата, па после претрче, не мора да ти снема од колачи. Па и да снема од колачињата, за едно колаче нема да умреш. Животот ви ти е побитен, или колачиња бесплатни ти се побитни. Битно се спаси, има среќа, да бев и ја тука, ќе кимнав, пошто не сум толку брз. Јас сум... Море, брз сум ја. Уј! Онака рандом си падна, му се приспа на дрвото и си падна, за малце кај смеќеше луѓе, ама нема вез. Тоа беше сегојдневна ситуација, мислам скоро секој ден мотористите доживуваат такви ситуации, пошто пробуваат да се стеснат сегде да влезат. Овој што ги прави се обозента? Те скока бекфлип, па кај се струши циглите, кровот ќе се струши. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Уј! Дали е свесен човеков колку беше близко до смртта? Дали се допре со рацете? Можно е да ги има скршено рацете, ама не сум сигурен, али... Дефинитивно ги удри рацете доскоро, не сум гледал дали ја удри, ама дечко не е нормално. Зашто ви направи овако нешто, ама тоа не ми е јасно, ама... Кој не го сака така нека се прави да пробам да го довршам видеото без да го свртам погледот на страна. Oh my god! Oh my god! Така Oh my нека да. god! Аз сум јако пробам да фатам автобус, кога притрчам секад преку улици. Ку знае како ми е косава моментално, пошто само што се бањам и не знам како ми е косава, не ми е ни средена, така да извинете ако ми е лом. Не ми е гајле, продолжуваме понатак. Едино нешто за ова видео што се надевам е дека имаат сите подобрани. Пошто изгледа како луѓе што скокаат со подобрани, ама да не беше некој спремен за скокот, да не му беше заврзан, да не му беше стајан, па да престе до неко прескајци да се рашири кој скршена лубеница. Колку често се дешава да се лупне авион со авион усред отворено небо? Сите, случувајќи го и пилотот, преживеале. Бев управо. И после пензионерите ќе кажат синко стани да седнам, а оди гледај како претрчуваш улица, ја не можам толку брзо да трчам и да застанам најнаш. Мене ќе ми кажеш, синко стани да седнам, ме болат нозете, а до автобусот си трчаш спринт како Јусейн Болт со 100 на сат. Како можеш да трчаш толку брзо до автобусот, да не можеш да стоиш 15 минути во автобус? Си се зезнал, брат, нема шанси така. Гледај, како шпринтне како закочи пред колата да удри. А, пензионерче, мил живот, мил. Уј! Како не го ви... Леле! Да не му се дела други овој ќе ги изедеше. Ќе му беше вечера на крокодилот. Ја не го верувам, не подна го види. Кафе, еј! Па толку можам гордо да кажам дека го победив предизвиков. Дали вие го победивте или не го победивте, си знаете вие, искоментирате доле дали сте го победили или не сте го победили. Фала ви што го гледавте видео, ако го гледавте цело, фала ви многу што го гледавте цело, ако не го гледавте цело, онда више не гледате моментално, така да срам да вие, не сте вистински фанови. Дечки, озбилно фала ви што гледавте видео, ако ви се свиѓаше, оставете лайк. Ако не ви се свиѓаше, повторно оставете лайк, пошто на каналот пробуваме да шириме позитива, зашто да шириме негатива кога можеме да шириме позитива.
Наместо тоа, во претходното видео ви кажав да пишете хештег 24 часа за да ве поздравам, така да од претходното видео поздравот го добива Филип Лекоски. Поздрав до тебе, Филип. Коментирайте доле хештег Джуџиња ако сакате да бидете поздравени во наредно видео и еден од вас ќе поздравам во наредно видео. Фали што гледате, оставете лайк, следете ме на Инстаграм, сабскрајбете обавезно и останете насмејани. Ако не сте насмејани, искочете надвор, направете нешто што ќе ве насмее, а до тогаш се гледаме во наредно видео, дечки. Down.